Откако во четвртокот на 27 април пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на неделовнички и незаконски начин го избра пратеникот Талат Џафери за претседател на Собранието на Македонија, лидерот на социјалдемократите Зоран Заев предизвика и меѓудржавен инцидент со скандалозните изјави дадени за српски курир. По изјавата дека во Србија владее националистичко раководство под палката на Вучич, Заев во интервјуто вели и дека осудените за случајот Монструм се невини, односно дека нема никакви докази дека биле виновни. Значи имаше разговори кои што покажуваат дека луѓе кои што се во затвори, сега осудени, според мое видување, тоа што го слушнав, јас не сум тужилац, ниту правник не сум, дека нема докази да бидат внатре. Во разговорите нема кој тоа го направил. Значи нема, веројатно тоа не го правеле во своји телефонски разговори како договарања, но останало сомневањето дека власта е инволвирана. Во третата точка од тиранската платформа, прифатена од Заев, се бара и целосно расчистување на прашањата и судските постапки, како Сопот, Бродец, Монструм и Куманово, преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган. Скандалозните изјави на Заев продолжија и во две различни интервјуа. Заев најпрво излезе со тврдење дека македонците се бугари, а само неколку часа подоцна за српски курир изјави дека македонците и србите били ист народ. Ја одговарам на српском јазику да изразим респект према наше браче из Србија, кој е наш братски народ и поштовање. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Македонија тежнее кон нормализација. Ке биде стабилно и спокојно в Македонија. Секако, јас како потенцијален мандатор за формирање на влада, сакам да испратам само пријателски пораки од соседна земја Македонија, која што има намера да биде полноправна членка на НАТО и на Европската Унија, а секако тоа е возможно, меѓу другото, ако ја унапредиме соработката со Република Българија. Заев пред српските медиуми го призна и она зашто медиумите во Македонија многу пати пишуваа и предупредуваа дека специјалното јавно обвинителство работи по негова нарачка. Тој најави дека СЈО кој е под негова контрола до крајот на мандатот ќе поднесе уште неколку обвиненија и ќе отвори нови истраги.